Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Вечерва интервју, едно ексклузивно интервју, трае некаде околу 1 сат и 40 минути, интервју со Фросина Ременски. Поводот за интервјуто беше незината кандидатура за лидер на СДСМ, а најмалку разговаравме за кандидатурата, отворивме многу работи, апсењето на Јордан Орце Камчев или притварањето, случаите 27 април, Меѓународниот сојуз, аферата Рекет, бегството на Никола Груевски, бегството на Сашо Мјалков, што се случуваше, драмите низ кои поминуваше СДСМ, што се случи во СДСМ за да дојде до пораз на локалните избори пред еден месец. Значи, многу драматични теми и прашање, жолтото комбе, постоело ли жолтото комбе, како се прослушкувало, дали е користено надвор од територијата на Република Македонија. Останете со нас, саат и 45 минути, одлично, ексклузивно интервју со Фросина Ременски, сигурно нема да зажалите. Фросина Ременска, кандидат за нов председател на СДСМ. Добро вечер. Очекувате да победите? Дефинитивно. Лидерот го одбра својот заменик. Димитар Ковачевски го промовираше, го носи на лидерски средби со Африм Гаши, составува влада. И вие тука може само како џокер во покер да улетате. Па, знаете, тие тактики се познати во политичко-партиските делувања, кога ќе се направи некакво намерно навигирање на членството со цел да се прати порака дека наводно е завршена работата, Многу брутална да се порака тука. одврати кандидатура од друг некој кандидат, така што тие се веќе познати тактики во тие политички делувања. Јас го слушнав. Мислите дека веќе е решена? Го слушнав. Дека е решена работата? Веќе знаете, ако поранешен лидер излезе, што не е карактеристично за СДСМ. Па јас не сум видела дека некој излегол. Јас го слушнав моментот, но не е демантиран. дека некој некого поддржал, односно дека председателот Заев го поддржува актуелниот заменик министер за финансии, Не само да тоа. биде негов наследник на лидерската позиција во Социјалдемократскиот сојуз и на премиерската функција. Ременски се извинувам. Така е, добро. Африм Гаши на пресконференцијата и во неколку интервјуа што ги дава по македонските медиуми, вели преговараме со мандаторот или премиерот во заменување и со новиот премиер. Значи не само лидер на СДСМ, туку и новиот премиер. Бујар Османи, Артем Грубевилов, што ќе прави СДСМ натре во нивната партија, нивно партиско прашање, меѓутоа Заев треба да остане нели на чело на владата. Точно, и ги слушнав тие коментари на Артан Груби. Се излегува Мендух Тачи некаде пред 10 дена и вели оставката на Зоран Заев всушност беше катализатор и генератор на политичката криза во државата. И вие влеговте во некој таква рашомонијада, како партија се уште ве сметам, нели? Дека сте дел на СДСМ, се кандидирате. Така е. Во таква рашомонијада влеговте, што мислам дека изминатите 30 години СДСМ нема влезено во една таква ситуација. Па знаете, ако ги гледаме конгресните одлучувања изминативе години, да кажеме, не овие последниве во кои што јас гледам дека провејува некаква демократија и нели она што го направивме реално како статутарни измени за да ги внесеме овие непосредни гласања за председател, но зборуваме за периоди кои што се познати во минатото. Само два конгреси биле проблематични, кога СДСМ кај имало лидерска трка. Тоа било 2000. Не ми е поентата тоа. Тоа било 2006 година Бучковски Шекеринска и било 2004 година Петковски, Бучковски, Шекеринска. Не ми е идејата тоа на секојаш била битката за генерален секретар. Дефинитивно не е за подценување. А лидерот се знаел кој ќе биде. Меѓутоа се знае и губитниците. Ако бидеме искрени до крај, дури и да имаше некаква поинаква кандидатура, таа мораше да биде договорена. Овде ништо не е договорено, сака да кажете? Овдека, мислам дека 95% не е договорена работата. Ова е некоја бежанија, некоја бежанија варијанта, Тоа не е ни сценарио за спасување. Вие имате формулација која мене многу ми се допаѓа. Не треба СДСМ да дојде во ситуација на тацна да ја поклони власта на ВМРО да помане. Дефинитивно. И правите алузија и споредба со 2006 година. Така е, затоа што јас знам дека сите што ја знаат политичката, партиската историја на Социјалдемократскиот сојуз и малку подолго ги следеле овие општествено-политички случувања, имат некои индикатори, паралели, може да направат компарација со одредени состојби.
може да го препознаат моментот дека дека партијата доколку влезе во сценарио на некаква креирање на некаква летаргија, на некакво бенигно одржување на бенигно, не би кажала вештачко, би кажала бенигно во смисла на непреземање на некои сериозни чекори за да се врати на кислородна поддршка на победничките шини што велиме, така да не биде респиратор. Така е. Тоа е. Сега сте на некоја кислородна сценарио. поддршка. Но ако не се влезе во оние победнички шини, ако не се стави вагонот на шини и ако не се преземат сериозни чекори, победнички во смисла на внатрепартиска организација со решителни луѓе кои што нема да имаат чувство на помала вредност, нема да имаат чувство на страв, нема да се пренемагаат околу прашања дали треба да се преземе нешто или не, ќе имаме шанси да ги коригираме овие состојби. Па лидерот го напушти бродот. На први изгубени локални избори. При тоа изгубени со 50 на гласови, 50.000 гласови разлика, кој би го ставиле коалициониот потенцијал Беса кој би беше во коалиција минатата година и ЛДП и Дом кој излего исто од коалицијата. Сум ги правила тие анализи дека ние имавме сериозни резултати. Некој приближен резултат со ВМ. На таква една ситуација кај што се губат локални избори во Косово. Тоа е резултат на една погрешна проценка. Ова значи е како насушна потреба на Заев да избега од лидерската позиција на СДСМ. Како да бега човекот, вие го знаете, јас не го знам од 2010-11, немам комуникација со него. Значи, овој човек кој ги пукал бомбите и овој човек кој избега после првиот пораз не се две исти личности. Јас не можам да ги препознам по оно што го гледам на телевизија. Не би го квалификувала повлекувањето на претседателот Зоран Заев како бегање. Но го толкувам како една негова состојба која што е конгломерат од повеќе ситуации. Ахмети му вели остани, Артем Груби вели остани. Се спинува дека има телефонски позиви од Германија, дека од амбасади, дека од мокни институции, Меркел и така натаму, човекот се заминува. И мора да имате голема мака. Значи мора да имате голема мака, вие да се замините... Или големо разочарување, или големо очекување. Од кого разочарување? Па, јас би кажала дека разочарувањето не е од вчера на Зоран Заев. Разочарувањето веќе трае подолго од 3 години. Вие бевте до минатата година член на извршен, така? До октомври 2020 година. Член на извршен до октомври? Да, 2020 член на извршен? Член на извршен и на централен. Значи вие фаќајте периодот на короната да бидете член на извршен на СДС. Мислите дека многу порано сте се повлекли со аферата? Не. Со аферата, значи вие останувате? Не. Сакам да го те коригирам. Васко тука. Значи се ширеа бројни дезинформации. Не сум имал по однос на тоа кога, како се случиле. Така, ја мислам дека се замина. Јас сакам можеби за јавноста и нешто автентично да кажам. Остани, да. 2019 година, после председателските избори и резултатот од кој што не бевме реално задоволни, иако го добивме 6 или 8.000 гласови разлика по првиот клуб беше. Точно, иако ние го добивме председателот, нашиот кандидат нели стана председател на Република Северна Македонија. Имавме широки внатрепартиски дебати околу резултатот, зошто се случиле, како се случиле и се случи еден состанок на председателство во кој што добивме буквално, донесовме одлука раководствата на општинските организации да бидат разрешени и да почне постапката за избор на нови председатели на општински организации и органи. Според статутот на СДСМ председателот ги бира председателите на општински организации. Ги бира со можност да ги разрешува и да се отвори постапка за избор на нови председатели. Кога се случи ова? После председателските или помеѓу прв и втор круг? После председателските избори. По завршување или помеѓу прв и втор круг? Мај месец. Некаде околу 19 и 20 мај 2019 кога ги добивате председателските избори, сте незадоволни од резултатите.
Иако победивте, значи сте незадоволни од резултатот. Гледаме дека има намалување на бројот на гласачи. Значи трендовите веќе се гледаат. Трендовите не сум сигурна дека сите ни се прикажани, односно дека сите сме ги виделе, можеби јас не сум ги видела и не можам да коментирам дали други не ги виделе, но факт е дека се зборуваше за таква една состојба на разрешување на сите председатели на општински организации. Ние добивме како раководство една агенда во која што требаше да поминеме една теренска активност во која што ќе отидевме до повеќе општински организации за да ги соопштиме намерите и одлуките на партијата. Малкумина тогаш дискутира по однос на ова што јас го истакнав тогаш, дека ние не можеме да тргнеме во таква една партиска активност, да им соопштиме на председателите на општинските организации дека се виновни за резултатот, а ние од раководството дека сме сработиле се што треба, вклучително подпредседатели на партија, министри и така натаму, оние што се членови на председателство. И јас реков, сите што не се избираат на конгрес, нека ги приложат оставките, еве мојата е прва. Значи тоа е мај месец 2019. Мај месец 2019 година. Не се носеше, значи јас предложив да се депонираат оставките наши како подпредседатели, односно се она што не се избира како функција на конгрес. На конгрес се избира председател и заменик председател. Да, тогаш според тој статус само председател и заменик, сега со новиот статус само на конгрес не се бира председател, конгрес се бира заменик и подпредседател, значи надале. Тоа што подоцна ни го соопшти председателот Заев на една седница на Централниот одбор, 27. мај, мислам, чинам 2019 година, првата реченица со која што го почна Централниот одбор, тогаш нели беа познати оние метли, сето она што требаше да се случува, зошто треба да се направат промени, бруеше целокупната јавност дека не функционираат одредени институции, јавни предпријатија и така натаму. Така. И ја соопшти одлуката дека се прифаќаат оставките на подпредседателите на партијата. Значи не вашата само, туку на сите подпредседатели. Значи ние сите бевме буквално во оставка. Тогаш е заменик председател Шекеринска, подпредседатели сте вие, Оливер Спасовски, Дамјан Манчевски, генералниот секретар влезе во оставка. Тогаш беше Александар Кирацовски, значи сите што бевме подпредседатели на и Миле Зечевич беше тогаш веројатно се уште организационен секретар. Се влезе во оставка. И ние имавме конгрес, односно седница на Централен одбор во август месец 2019 година во Охрид, и тогаш се донесе одлуката за нов состав на извршниот одбор, во кој што јас влегов како член на извршниот одбор, односно јас и Петар Шилегов тогаш, нели, како подпредседатели, влеговме во извршниот одбор, но не бевме, нели, подпредседатели. Значи тоа е август 2019 и секако тој мандат траеше до минатогодишниот 25-ти конгрес, кога не поднесов, односно не бев дел од тие внатрепартиски процедури за номинирање на членови на ЦЕО преку општински и реално не бев дел од извршниот и централниот. До есента минатата година сте член на извршен. Значи ги знаете, работите до пред една година, значи веќе сте од 2013 година доаѓање на Заев, па сте во комисии, по 2016-2017 година кога се доаѓа на власт, подпредседател на собрание. Имам и претходно други активности, но секако се за забележување тие од 2013 на. Така. Ова го цитирам од 360, од порталот 360, кој вели дека на партиските избори пред 9 месеци, сега ќе бидат нели на 12 декември, вторите избори кај што непосредно целото членство на СДСМ излага и треба да гласа за председател. Значи ова 360 само цитирам. На партиските избори пред 9 месеци беа регистрирани близу 69.000 гласачи. Значи ако имате 80.000 членови, отприлика така кажувам. 72.000 регистрирани со новите евиденциони картици. Да, значи 69.000 се регистрирале да гласат на тој конгрес. Активна регистрација. Да гласат за изборот на Зоран Заев. Така, активна регистрација. Од тие 69.000 што се регистрирале дека ќе гласат, значи изразиле желба дека ќе да гласат. Така.
За Заев гласале 59.240. Така. Значи од 69.000 Таа пријавени, беше соопштената. 59.000, ова се официјални Официјалните 360. резултати од што ги цитираат Против медиите. Заев гласале 865 и 277 биле на важечки ливчиња. Фалат околу 10.000. Од тие што се регистрирале, не излегле да гласат. Можеме да ја земеме во предвид најгрубата варијанта. Гласале против и тоа не се брои од страна на партиските структури, или да ја земеме најбенигната варијанта, се пријавеле, имале намера да гласат, но им испаднале работи и не гласале. Или не гласале за да покажат отпор, незадоволство од политиката што се води. На ваква неизлезна со тие што се кандидирале и се регистрирале, а тоа е 15% од членството, значи не симпатизери, значи не гласачи, не определени кои се гласачи на СДСМ 2016, туку тие што се активни членови кои сакале да гласат, 15% се регистрирале и не излегле да гласат. Со кој памет председател на партија, после резултат на прв круг, смета дека може да го мотивира членството да гласа за Петре Шилегов и вели ако не победи Шилегов Скопје, јас ќе си поднесам оставка, кога на негов конгрес кај што го бират и единствен кандидат 15% му се регистрирале и не му гласале. Тие се можеби две различни работи што ги правиш Васко како споредба. Ова е можеби за дискусија апропо актуелните натрепартиски избори. Значи тоа незадоволство не постоело. Не апропо локалните избори. Да, но сам да кажам дека и членството имало отпор покажан уште во март, април оваа година, значи не на локалните избори, значи уште многу порано членството веќе покажува дека не може да биде мотивирано преку такви стрес тестови, бомби, кај што веќе рече ако не ме гласате мене и Петре Шилегов ќе си одам. Да, тоа го рече, нема, ако не ме гласате, и они му излегува и не гласа. Му рекоа, значи, оди си. Јас веќе го искоментирав тоа неколку пати јавно. Најголемата грешка што ја направи председателот Заев е што помеѓу првиот круг и вториот круг на локални избори излезе и ја даде таа несретна изјава. Зошто? Затоа што прво ги мотивираше сите кои што него симпатизираа него лично и неговите политики. И второ, ги демотивираше сите оние кои што се разочараа во однос на одлучноста да се задржи таа позиција која што реално ја има. Не сте коректни до крај. Не успеа да ги мотивира ни своите членови. Значи, пораката е дадена, бомбата е фрлена. Направен е хазард политички, кај што вели, ако не гласате и ако не излезите, јас ќе си одам и тие не излегува и не гласа. Значи му рекоа оди си. Ама еве сега една друга ситуација, Васко. Ако веќе така ги водиме, ја водиме дебатата со мотивацијата на членството. Значи јас не сакам да ве донесам ситуација вие да се карате со Зоран Заев, пошто не ми е тоа интенцијата, нели? Ниту пак мене ми е намерата во оваа дискусија, но зборуваме за суштинските процеси кои се случуваат натре во СДСМ. Тоа е една разбиена војска. Првиот човек, па гледате Александар Македонски, да се вратиме во историјата. Александар Македонски победува во битката со персијанците бидејќи Дарије бега. Кога целата таа платеничка војска или војска гледа дека бега Дарије, тогаш и тие почнаа да бегат. Кога командантот ќе офрли копјето, тогаш може да остане за член во Македонски брод, член во Росоман, член во Гевгелија и така натаму. Тоа е поентата, тоа сакам да ја кажам. И се согласувам дека треба храбри луѓе кои ќе излезат и ќе може да треснат на маса. Ако влеземе во таа воена тактика, Јас би додала и друга стратегија. Нема генерал без војсковоци. Не може да обстои да се добијат битки се изгубија тука војсковоците. Без војсковоци. Се изгубија, дефинитивно се изгубија. Затоа што нашата војска се и членовите. Апсолутно. Нашата војска се луѓето кои што години наназад маршираа со нас. 11 години. И повеќе од 11 години беа во опозиција. Јадеа камшици, и едва ја добивте власта. Беа под тортура, значи жртвуваа сериозни времиња надвор од семејствата, ризикуваа бизниси, беа под модбинзи. Бевте во Бела Чао вие? Каде? Бела Чао, на ладата на Бранкоца. Како не? Јас бев еден од првите говорници. Бевте ушарена револуција? Како не? Најгласен говорник. Погледавте ли таму Димитар Ковачевски тач? Искрено не. Сега,
коректно е да кажам не. Да, додека вие марширавте, правите, додека има во бомбите, додека во бомбите има, се извинувам, додека има во бомбите, сака да стане декан, па има за колешки ваши, кои ќе ги ваат во пиджами. Има за вас дека не треба да станете, дека не смете продекан да станете, значи тоа се слуша у бомбите. Јас тоа го човек доживеав правеше- најголемиот мобинг и најголемата неправда во тој период. Тој човек правеше и градеше кариера. Јас бев во конфликт со вашето раководство и со вас 2015 година, кога беа бомбите. Вие не можевте за ниеден новинар да извадите бомба, извадите бомба како мене ми ја прекинуваат струјата во емисијата. Така беше? Не извадивте ни за Ајден, не извадивте ни за Младенов, не извадивте ни за Борин. А за универзитетот се извади бомбата извадија само за разрешувањето. за Васко Така е. Евтов, нели? За И суспендирање. после излагаше И Петре за- Шелегов, ми да. држаше пресконференции глупи таму кај што му обвинуваше и требаше да го тужа, да одговара за лагите кои ги ми изречено. Сам да кажам дека не можете да очекувате членството да ве следи. Кога некој кој бил во папучи, во пандофли, дека вие сте се бореле 2011, 2012, 2015, тој градел кариера во Телеком близок на Никола Груевски, ама се извинувам. Значи, Или градел кариера во Телеком, кај што регионален директор е Иво Ивановски, министер за информатичко општество во влада на Никола Груевски. Па која порака ја праќате пред гласачите? Дека неправењето треба да биде наградено? Васко, јас си ветив сама дека во овие денови, особено Ќе бидете коректни. Не дека ќе бидам коректна, туку треба да бидам коректна и сакам да бидам коректна, за да го зачувам нивото на дебатата. Во рамките на ова меѓупартиска, што се вика внатрепартиска трка, затоа што сите ние поединечно имаме квалитети. А сите имаме нешто што на нешто што може да ни се не преречи. збориме за квалитети. Така што Вие не бирате член на МАНУ. Дефинитивно. Вие бирате човек кој ќе треба да се спротистави на овој повампирен режим, кој никош не сте успеле да го демонтирате во Република Македонија. Па тоа го пишувате вие 3 или 4 години. Ма јас Можеме ли да го дефинираме режимот? Режимот е луѓе кои активно учествуват и луѓе кои пасивно направија кариера во таа заробена држава. Васко, Ко можело, ма се извинувам, Значи, ко можеле безобразно мене е 4 денеска- пати, ко можеле мене 4 пати да ми забрануваат емисии, на најгледани емисии на сите телевизии кај што ќе се појавам, некој станал директор. Некој гледал кариера, ма денеска се извинувам. па, знаете, јас и денеска гледам дека може би јас не добивам покана на некои председателски конференции, а добиваат луѓе Други. кои што беа дел од кабинети на владата во тој период и беа буквално за нив се лобираше да влезат преку трупа на факултет. Па јас и вие сме се расправили, се сеќавате ли? 2012 година ви излегувате со одредено ваше толкување на тоа што се случува с Милковско езеро, па го врзувате со одредени случувања во Кочани и така натаму, така натаму. Да не се враќаме, но и вие сме се расправиле. Така е. Па јас сум го викал во интервју Рамадан Рамадани и сум го нарекол Сорос еден фундаменталист. И вие сте одели на зидот сум пишале на Рамадан Рамадани, тоа е нова политичка кованица, Сорос еден фундаменталист. Значи сме имале Така е, конфликти, сме така имале, е. сме имале Теориски сме дебатирале. Но сме биле тука. Така е. Значи Така е, не сме се дефинитивно. криеле. Не сме се Така е. криеле, така? Тоа е, никој не може да извади нешто неконзистентно од Храброста она и што сум го кажала храброста и тогаш и чаламот тогаш. не може да не ги зема. Па, знаете, Васко, еве сега кога сме веќе кај храброста, ајде да ја вратам она прочуена кривична пријава за која што јас бев на Тој рачката за мое суспендирање. За Не, 2013 година. Аха, тоа е 12-13 година. На црниот понеделник. 2012. 24-12. На католички Божек. Намерно е одбран католички Божек да не може Брисел да реагира, да се амбасадорите, еврокомесарите Значи не ми е поентата тоа. Јас откривам милионски криминал со фалсификати, злоупотреби на проектот опремување на лаборатории за високообразовни институции во кои што мојот факултет влегол во фалсификати, во местени тендерски постапки и не добил ништо од милионските лаборатории кои што со одлука на влада и подпис на Никола Груевски дадени на факултет.
Кога јас го откривам криминалот, кога му го пријавувам на ректорот, се случуваат инспекции во рамките на факултетот и тогаш доаѓа она нарачката. Магаре нека стават, само Фросина Ременски да не е. Тоа бомбите го Два слушаме. дена, Тоа бомбите го два дена пред првиот круг на локални избори во март 2013 година, јас и целото раководство на факултетот бевме суспендирани од ректорот. Дента после вториот круг на локални избори беше потврдена одлуката. Кривичната пријава што е поднесена во тој период, подпишана со мое име и презиме, во статистиката на обвинителството за организиран криминал за таа година беше 0,21% од бројот на пријавени поднесени кривични пријави од физичко лице со 1 тон документи. До минатата година, до септември, 7,5 години со 6 дополнувања, со мал милион докази, фалсификати од МВР, од факултет, невидени размери, отисоци од прс, афис, системи, компјутерски хардверди, софтвери за електронско следење на комуникации, електронски микроскопи и уште многу други работи. Јавното обвинителство на Вилма Русковска, за да го оправда чинот на непостапување по притворски предмет без бомби за цела претходна мината влада, ја отврла кривичната пријава со образложение дека не се гонела по службена должност. И на Пендако и на Јакимовски му отврлија, на Стефчо Јакимовски му го Ама јас не зборувам за... И стана градоначалник. Ама јас не зборувам, Васко, за тоа. Јас зборувам за следно. Системот кој што функционираше за време на Груевски. Вие не го демонтиравте. Не само што не го демонтиравме, денеска и дозволивме на најголемата извршителка на монтирани судски процеси и обвиненија, Вилма Русковска, заради чие што некоректно и неспрофесионално работење беше формирано специјалното јавно обвинителство, денеска неизе и ја дадовме да го стави во уста она што е врвна цивилизацијска и уставна гаранција, а тоа е дека сите граѓани се еднакви пред закон. Дојде време извршителите на режимот да велат дека сите се еднакви пред законот, а да тргнат кон најголемите борци против демонтажа на тој режим во кој што и они седел. Не сакав да оди во тој дел разговорот. Сакав да ја прашам за потпредсед, но кој ќе го отварате? Ќе ме прашате и за тоа, за се прашате ме, слободно. Кој ќе го отварате? Кој ја предлага Вилма Русковска? Како? Кој ја предлага на седница на извршен Вилма Русковска? Па јас мислам дека на седница на извршен одбор на Социјалдемократскиот сојуз воопшто не е зборувано за Вилма Русковска. Јас не сум била присутна. Дали Петре Шилегов лобирал? Дали Петре Шилегов лобирал бидејќи по адвокатски канали имал комуникација со таа структура во обвинителство, во судство? Дали Петре Шилегов? Не велам дека јас немам информација. Дали Петре Шилегов лобирал за Вилма Русковска во структури на СДСМ? Сум го слушнала тој муабет, меѓутоа јас не сум била присутна на ниеден состанок на кој што партијата одлучувала за некој, особено не за јавно обвинителство. Дозволете само да потенцирам една работа, поврзана со Вилма Русковска. Кога стана Вилма Русковска јавен обвинител за гонење на организиран криминал? Минатата година. Не. 2 дена по бегството на Никола Груевски. 2 дена по бегството на Никола Груевски. Да, веќе се измеша години. Не, многу добра хронологија. 2018 година. Многу добра хронологија, врат. Ајде се го правиме хронологија. Да. Како бега Никола Груевски? Знае ли државата како бега Никола Груевски? Тога сте биле подпредседател на СДСМ. Цела власт во ваши раце. Дали државата знае како бега Никола Груевски? Ако се обидеш да побараш кој од Социјалдемократскиот сојуз отворено пишуваше за тоа како е возможно да избега осудено лице што има државно обезбедување. Значи го обезбедува државата. Припадници на Министерство за внатрешни работи. Тоа бев јас. Дали вие алармирате
Јас дека е алармирав возможно бегство на Никола Груевски. Значи, јас преку Дали моите јавни пишувања алармирав за многу работи. Дали, не само за... Значи, конкретно ја прашам, дали алармиравте за можно бегство на Никола Груевски како потпредседател на партијата до највисоките органи на партијата? Сепак доаѓајте од факултет за безбедност. Не била моја задача да имам таква функција, да немала таква комуникација. Значи немало таква комуникација, иако сето тоа што сум го зборувала и сум го пишувала, го читале не само политичарите, го читале и институциите. Добро. Јас дента кога избега Никола Груевски во 9:05 напишав еден статус на Facebook во кој што прашав дали отиде обезбедувањето на Никола Груевски на смена. И добив еден непримерен коментар дека ќе било сватено погрешно од Министерството, не е важно од кого, но во 2:1:15 се слушна дека Никола Груевски избегал. Тоа значи следно, дека сета ова димна завеса што се ставаше изминативе години, месеци, па би кажала и пред некој време кога излезе оној спин од токму тоа јавно обвинителство, дека се уште постои некаква истрага за Никола Груевски, за бегството на Никола Груевски, јас го протолкував дека е ова лага со опашка. Зошто? Затоа што секогаш се појавува Вилма Русковска како гума за спасување во дадени моменти. Зошто? Кога треба да се дефокусира јавноста од нешто што е вистинско прашање, зошто до денеска нема никаков одговор и одговорност за тоа прашање. Два пати Вилма Русковска споменувате и два пати ставате во контекст со бегството на Никола Груевски. Прво, да дава гума за спасување и второ, рековте дека 2 дена после неговото бегство избрана за јавен обвинител за организиран криминал. Така е. Која води истрагата за бегството на Никола Груевски? Вилма Русковска и Наум Пановски. Вилма Русковска ја води истрагата за бегството на Никола Груевски. И обвинителот Наум Пановски. Која била едно од најблиските соработнички на Марко Зварлевски, кој бил јавен обвинител во режимот на Никола Груевски. И на Јован Илиевски. И на Јован Илиевски, така баџанакот, кој е пратен во Страсбур. Па тоа зборуваме. Како го демонтиравме режимот? Како дозволивме? Не е срамота после 5 години. Замислите, да дозволивме круната на режимот да затвори, односно со едно, ќе го потребамо на твојот израз, клякаво обвинение за рекет. Ќе патентирам тој израз. Патентирам тој израз, клякав, едно клякаво обвинение да сруши една институција која што беше направена да ја покрие, да го покрие срамот, неработењето и режимската матрица на јавното обвинителство. И сега ние токму на тоа обвинителство се крстиме да кажеме дека тоа треба да спроведе некои реформи, да се пофали со некаква борба против организиран криминал и корупција. Па дали сме ние нормални? Премеска, можеме да констатираме. Не знаете како држава, вие лично, како СДСМ, бидејќи сте биле до лани член извршен, значи на владата на СДСМ, не знаете како побегнал Никола Груевски. Зошто Васко не го прашаш Оливер Спасовски? Па не доаѓа на интервју, ако би дошол на интервју. Повикајте го на интервју. Дали е суспендиран некој полицаец или некој во МВР кој е бил виновен за бегство? Васко, мислам, јас ве сметам за сериозен новинар, информиран. Да, информиран, затоа ја прашам. Значи, нема суспендирани, нема казнети. Не очекував да ми го дадеш тој одговор дека нема. Но јас ќе ти кажам каде се тие кои што го обезбедуваа, кои што требаше да положат сметка на Министерството за внатрешни работи. Каде се? На врвни позиции во рамки на Министерството. Па замислете, главниот, шефот на обезбедување на Никола Груевски, братот на Нинџа, е главен инспектор во СВР Скопје
во недозволена трговија со оружје. Замислите братот, нинџа, самурајот, кој што располагал со ресурси од УБК, мотороли, коли, оружје и така натаму, кој бил треба да управува со борбата против оружје во сектор за внатрешни работи Скопје. Прито е негов телефонот, преку кој се комуницира на 27 април, кога Никола Груевски е во Виена и кога е 27 април 2017. Васко, јас не можам да замислам. Јас не велам, ја не сум присталица на партиски реваншизми, затоа што ние сме го живееле. Не, доста е партиски. Јас семено сум го живеела и знам и не го посакувам никому тоа да му се случи. Меѓутоа е елементарно чувство на одговорност на тој што управува со Министерството за внатрешни работи е следно. Не можете вие да ги наградите луѓето кои што го спроведуваа, ја спроведуваа матрицата на режимот. И знаете што? Сега ќе ви кажам една работа, не ме прекинувате тука. Ајде. Значи, интересно е? Интересно е. Ако интересно ќе го ставам. Мене ми пречи денеска употребата на зборот режим. Срамота. Мене ми е срам, недозволено е. После 5 години. Знаете зошто? Ке ни се врати злото. Само што не ни се вратило злото. Ќе се врати Никола Груевски. Режимот. Во колку изборни циклуси ние тоа ќе го кажуваме? Ќе го мотивираме членството? Не. Напротив, ние покажуваме елементарна неспособност. Од таа позиција што ја имаме како власт, како позиција, како одговорни ресори да го демонтираат режимот, не го завршија тоа како што треба и ние сега велиме, тоа е реторика за опозиција, не е реторика за позиција. Пред 3 дена. И тоа е најголемиот револт на членството, верувајте. Тие знаат што значи борба против режимот. Од нафталин ви излага Зоран Ставлевски. Главен играч во бомбите. Како вели, ние сме лудаци. Народот нема леп да јади, ние колачи. Нели? Парафраза на Марија Антонета. Излага Зоран Ставлевски. Зоран Ставлевски ви е генерална проба за враќање на Никола Груевски. Значи да немаме никаква дилема. Победата на Стефче Јакимовски, тоа е параката која се праќа. Народот вели дека судските процеси се реваншизам. Зошто? Бидејќи народ му дал доверба во општина Карпош. Значи Стефче Јакимовски, Зоран Ставлевски ви се генерална проба на враќање на Никола Груевски. Значи све вие што сте правеле, те одат и го демонтират. Чекор по чекор, парче по парче, делче по делче. Испаѓа дека режимот бил многу посилен од власта. Ама нормално дека ќе биде, ја не го велам режим. Јас имам друга дефиниција. Заробена држава Европска унија. Не, тоа е веќе дефиницијата на Европска унија. Јас велам тоа е антисистем. Антисистем, елементи на антисистем. Елементите на антисистемот се параструктурите. Што ги прават? Параструктурите на режимот, кои што не се деинсталирани. Тоа е, знаете, како да имате клетки, канцерогени клетки во телото. И тие ако не ги третирате, тие се размножуваат и ќе доведе до смрт на организмот. Колапс. Системот, ако не ги деинсталира, ако не внесе матични клетки, да го регенерира ткивото, односно да ги деинсталира тие туморозни клетки во општествениот македонски организам, ќе има вечити проблем. Затоа што тие луѓе не познаваат идеологија, не познаваат државен интерес, не подразбираат чувство емпатија кон народот, чувство за некаква одговорност. Се е низ призма на пари, се е низ призма на моќ, се е низ призма на работа за туѓи интереси. Еременска, вториот дел на обезбедувањето, ја го кажате сам братот на нинџа, со потекло од Велес, кој ги носи парите, кои треба да ги дават по новинари, по опинионейкери, така натаму, беше во полициска станица во Ѓорче Петров. Сега го гледам, е во дел на обезбедувањето на еден од високите функционери на ВМРО ДПМН, обезбедување кој го дава Министерството за внатрешни работи. Значи, него влакно не му фали од главата. Кој води истрагата за 27 април 2017 година?
Повторно Вилма Русковска. Вилма Русковска и Гордана Смаќовска. Двете обвинителки што можеа без бомбите со кривичната пријава што ја отврлија за лабораториите да ги процесуират пола влада. Но знаете зошто не го направија тоа? Не го направија затоа што оној кој што наводно требаше да го наследи Христијан Мицковски, за кој што се лицитираше одредено време, Никола Тодоров, некако стана симпатичен и на наши членови на политичката партија. Па и со председателот на државата, и со министри. Мислам дека и со премиер. За мене најголема навреда, знаете што беше? Кај заврши опремата? Не. Медицинската опрема за лаборатории, за болници. Кај заврши? Имаше случај за таа опрема. Значи, јас направив една многу поширока истрага за лабораториите. Заврши во приватни. Знаете зашто? Приватни клиники. 66 милиони евра се потрошени на тој проект. Да. Знаете, јас предпоставка моја е, ако мојот факултет не ја доби опремата од 4,5 милиони евра, туку фиктивно се водеше таа процедура, давање, земање, фалсификати, печати, што и не се правело, ако завршило во МВР, а прашање е дали е само во МВР, бидејќи 3 АФИ системи фалат. Односно 3 се набавени, еден е во МВР, 2 не знаеме кај се. Гордана Смаќовска и Вилма Русковска не сакаат да дознаат кај се тие. Каде се другите? Каде е другата опрема? Направи некои истрага да видат клиниките. Дали е добиле опремата? Дали е добиле опремата? Дали Финки до крај е добиле опремата? Или во некоја приватна клиника? Да, точно. Кој сега ја финансира опозицијата? Точно. Со тешки милиони. Значи, тоа е сериозен пропуск на ресорните министерства што не ги отворија начините. Како владеевте? Ама, гледајте, ја не прифаќам персонализација. Нема како владеевте. Мислам множина. Знаете зошто? Затоа што за овие работи јас зборував гласно и кога бевме власт и кога сме опозиција. Па вие не покажувате жилавост да се браните. Значи, тој што ќе покаже жилавост да се брани, односно што ќе покаже упорност да се реализира, нешто му се случува. Па така обстојува човекот, така се обстојува природата. Тој што не е способен да се брани, е уништен, изеден, масакриран. Тој е природен процес. Ако не сте во кондиција, во способност да се браните, а вие покажавте дека не сте во кондиција да се... Па ке ве растурат и тоа ви се случи на локални избори. Па вие сте растурени од тој антисистем кој не сте го демонтирале. Ние, Васко, И тоа е иманентно на ВМРО. Уште не сме растурени до крај. До крај. Јас памтам времиња кога социјалдемократскиот стоел многу полошо од овие позиции, да. Сепак сте дел на власта, значи вие располагате институции. Јас можам да разберам дека во таква состојба била партијата во период кога сме биле опозиција и кога сме немале можности да ги реализираме работите. Имате агенција за разузнавање, имате Министерство за внатрешни работи, имате Министерство за одбрана, имате државен апарат, тоа не значи дека треба да дојдете да апсите, да тепате по улици, пошто правеа, но имате власт во државата. Точно, и ги имаме сите инструменти. Како ќе се чувствуват необезбедени граѓаните кога вие дозволувате 27 да не се реши, да не се знае како победил Груевски? За Сашо Мјалков, кој води истрагата? Не се знае, ние не знаеме што правил Сашо Мјалков 48 часа, мислам се извино. Мислиш, знаеме, ама не знаат пошироката јавност. Не се знае пошироката јавност. Така е. Избегал во Србија, го враќале од Србија, што правеле. Така е. И одеднаш замислете. Избегал ли со ама се извино, избегал ли со дипломатска кола? Откако поминала? Многу интересно. Со кој конзул? Со кој конзул? Роднински врски или има со конзулот или нема роднински? Снимело ли бугарско разузнавање? Сега ние водиме преговори со Бугарија околу клучни прашања. Снимело ли бугарско разузнавање со дрон како се враќа од Белград? На македонско, мислам, ти се знаете што е најинтересно, пак ќе се вратам на овие две фигури, односно на јавното обвинителство. Мислите, таму е проблемот? Не, гледајте што е интересно. Јас имам многу логики, многу размислувања и ги пишувам јавно. Тоа не е ништо ново што ќе го кажам. Може би гледачите и прочитале голем дел од тоа што сум го напишала. На Facebook, така. Меѓутоа, многу интересно што овие
би кажала двигатели на оваа заробена држава, антисистем и така натаму, имаат верба единствено во Вилма Русковска. Знаете, јас го имам записникот од Јордан Орце Камчев, што го дал пред... И тоа е мој. И тоа ќе го патентирам. Јордан Орце Камчев. Точно, да, и тоа ќе го цитирам. Јордан така, Орце Камчев, да. Го имам тој записник во кој што опишува настани што како. Мене ме нема во тој записник, да, биде меѓу. Рече Камчев на судењето дека не ве познава. И благодарна сум што не лажеш. А имаше сериозна кампања да биде наведен да лаже. Да, бидејќи имаше кампања, можеме ли за тоа, не знам дали... Само да го довршам моментот. Таму вели, не, воопшто, јас не можам да зборувам, ниту говорам, ниту читам на ништо. Гледам колку да се концентрирам на тоа што сакам да го кажам, бидејќи има многу што да кажам, а сакам да скратам. Да влезе во некој 75-80 минути. Значи, таму вели, добил совет, добар совет. Добивал многу добри совети. Да, од функционер на Министерство за внатрешни работи. Од поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Горан Николовски. Џони. Тој ли е Џони? Кираџијата на адвокатот на Орце Камчев. Тој ли е Џони гитара? Горан Николовски? Па ја не знам дали има таков епитет, меѓутоа знам дека е Џони. Џони би гуд. Така? Така што... Значи Камчев добива совет? Камчев добива совети, повеќе совети. Тој стои, значи... Така, се да снима, се да документира што се случува во неговиот дом. Па тој со помош на бугарски пријатели тоа го имплементира. Ги спомнува бугарските пријатели? Спомнува бугарски пријатели, не ги спомнува со име, барем она ја што го гледам во записникот, иако ти многу експлицитно ги кажуваш. Да, кажа. Меѓутоа, интересно е што рекетот, ставам на водници, што е изнуда во полициското работење и во кривичното право, 3 пати го пријавил на директорот на УБК како властено службено лице, кој што било должно за 24 сати да го извести јавниот обвинител. Наместо да преземе активност, да, нели, слушнавме како криминалистички се обработувале се пари, па како на лице место се апсат одредени луѓе, тоа не се случило. Очигледно дека не било изнуда, туку било нешто друго. Јас слушнав дека некој треба и за подкуп да одговара, меѓутоа се уште тоа е табу тема. Да, заташкано е. Но, советот последен, што го добива од Горан Николовски, е се што ќе обезбеди како материјал, во смисла хард дискови и такви работи, единствено да ги предаде на Вилма Русковска. Значи само во не е верба? Тоа е едниот случај, кога избега Камчев, Сашо Мјалков, изворот на Вилма, ви текнува? Да. Од 1 до 10, 7,5 точност, не кажува кој е извор, не овозможува полицијата да цени веродостојност на извор и веродостојност на информација. Па дали ја крева узбуната. Па дали ја вела ке министр за правда или ке министр за внатрешни работи. Тоа е веќе плюс елементи на ова што зборуваме, но има процедура. Значи, обвинител не може да биде оперативец и да има извори. Може да има полицијата извори и безбедносните служби да имаат извори. Таа го покренува целиот механизам и се попари во еден ден. Сабајле една изјава во Слободен печат и вечерта што ја даде пред новинарите во кој што кажа дека се јавил преку трето лице, дека единствено сака да се пријави кај неа. Сашо Мјалков. Да. И сега јас се прашувам, ако најголемите двигатели на заробената држава имаат верба, исклучиво во верба, во Вилма Русковска, зашто правиме ние муабе денеска? Пременска, се извинувам. Кај случајот кај Камчев и кај случајот кај Мјалков ми е многу битно. Кога беше случајот Камчев, во јавност излегоа спинови дека белешката врз база на која е ставен во притвор Јордан Орце Камчев ја има изработено вашиот сопруг.
Точно таа беше најголемата кампања. Кој е вработен или е на раководна позиција во некој сектор на Агенцијата за национална безбедност. И дека врз база на таа нели белешка, па се спореше дали е направена, па како е направена, па дали може да биде основа за негово приведување така натаму, дека ја има вашиот сопруг. И тоа беше непосредно пред сведочењето. Пред сведочењето на на денот на смртта на мојот татко и ден на апсење на Јордан Орце Камчев. Значи... Дали вашиот сопруг ја подготви белешката која е основа, тоа е деловната или државна тајна? Не би инсистирал нели вие да ми кажете ако тоа може да се рубрицира или да биде фасциклирано како државна тајна, но ако не е државна тајна, дали вашиот сопруг ја поднесе белешката? Значи, знаете, Васко, ја не можам на ова само на ова да ви одговорам. Сплетките и поврзувањето на имињата Фросина, сопругот, значи или врзувањето на сопругот со сопругата и на сопругата со сопругот не е од вчера. Значи, тие спинови, тие дезинформации, тие лажни вести функционираат долги години. Лажни вести се? Лажни вести, дефинитивно. Знаете зошто? Прашајте ја комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, со кој што председава опозицијата и мислам пратеникот Пренџов, ако не се лажам. Ништо Пренџов, од партијата значи, на Стефчев и Мост. Мислам дека од она што беше во јавноста и издадено како информација, мислам дека имале направено контрола, надзор и контрола специјално за случајот. Случајот со белешката така, со Јордан. Дали постои таква белешка и мислам дека се разочарале од информацијата што ја добиле таму. А второ, мојот сопруг работи на проблематика на тероризам во рамките на Агенцијата за национална безбедност, така што прашањата на организиран криминал, шпионажа или нешто поврзано со она што провејуваше во јавноста, ги работат други сектори и други лица во рамките на Министерството. Некако таа тенденција да се сведе или да се идентификува една институција со еден или двајца стана многу познато, ама со намера. Очигледно само тие луѓе нешто работат во тоа министерство или представуваат некаква брана за некаков непрофесионализам што верувајте постои таму. Временска, имаше една афера во Агенцијата за национална безбедност пред 2 или 3 недели. Агент на Агенцијата за национална безбедност беше фатен како рекетира познат бизнисмен. А не беше така информацијата во јавност, Васко? Да од прилика, нели, различни медиуми, различно е потолкува. Истражители од АНБ беше, да. Мислам, тоа, да, го слушнавме истражители сите. од АНБ, кои лажно се представува. Да. Кои лажно презентирале одредени докази. Го слушнав и јас тоа. За да добијат од него одредени информации или не знам одредени бенефити, парични така. Тоа што беше во јавност. Тоа што беше објавено во јавноста. Да, така е. Дали станува збор за луѓе кои се вмешани во случајот со Саша Мјалков и Јордан Орце Камчев и намерно да се срушат тие случаи, но овие луѓе им се пакуваат на мешталки и се пуштаат низ вода? Еве кратко и јасно ќе ти кажам да. А ќе те коригирам во една работа. Толку беше очигледна, ај сега да не звучам грубо, медиумската неписменост во земјата. Не е неписменост. Тоа е намерно. Што, па да, сега ништо нема случајно во известувањата. Намерно е знаете, тоа направено. Кога ќе кажете дека истражители од АНБ, треба прво да знаете кои институции во државата може да имат истражители во јавното обвинителство за организиран криминал. АНБ не работи по законот за кривична постапка, како што работеше, да кажеме, УБК во времето додека беше дел од Министерството и во времето, да кажеме, кога истиот тој директор на УБК, скоро и да нема случај кога истражител од УБК е пратен во истражен центар на јавно обвинителство, прати еден негов подреден за да ги покрие неговите траги во аферата Рекет. Ме разбирате? Но АНБ нема истражители. И сега знаете, кај се сега медиумите да кажат до кај тој случај? Осуден е човекот. По кратка постапка. Осуден е, а кај е човекот? Во 2 недели. Кај се луѓето од АНБ? Во 2 недели осуден. Но кај се луѓето од АНБ? Еве нели беа
за Тој гласање. човек ли ја дава информацијата на Вилма Русковска за бегство на Сашо Милков? Па, знаете, морате да ја прашате Вилма колку Ја извори барам 4 пати. колку извори има, затоа За што ја интервју. знам дека има извори и во влада, има извори и од АНБ. Кој се јавни? Па, гледайте, тоа е убаво и интересно прашање за неа, но знаете, бидејќи јас ги знам персонално, можам да ви кажам дека прават класична, особено за не еден од оно што алудирам во АНБ, не знам од кои причини, мислам дека е лице кое што може би е поштедено од одредени постапки во рамките на тоа јавно обвинителство. Стременски, пишувате на вашиот Facebook профил дека настаните на 27 април 2017 година. Легувањето на Горан Живалевиќ, Да. селфи снимањето на Горан Живалевиќ, може би се направени да биде покриен некој тогаш во Државна безбедност на Република Македонија. Странски агентури, странско влијание се следат преку втора управа на држава. Прва. Преку прва управа? Прва. Кој е шеф на прва управа 2017 година? Горан Николовски Џони, првиот соработник на Сашо Мјалков. На Сашо Мјалков. Што ние го ставаме директор. Кога вие доаѓате на власт, кого ставате директор на Државна безбедност? Горан Николовски Џони. Како? И нормално сега нема, ама гледај Васко. Јас нема да бидам коректна сега ако не кажам да не ти дополнам еден детал. Ајде. Дека вечитиот заменик директор на управата за безбедност и контраразузнавање и прв соработник на Сашо Мијалков, Силјан Аврамовски, ние со решение на влада го назначивме како главен реформатор на безбедносно-разузнавачката Па заедница. него само втор човек. Бил министар за внатрешни работи, кога Хари Косто станува премиер на Точно, и државата. кога Македонија ја прави најголемата афера со Ел Мастри. Ел Масри, дефинитивно. И да не зборам Сигурно. за се друго. Бидејќи Силјан Мицевски секогаш важеше, ја не го знам човекот. Аврамовски. Аврамовски, извинувам. Силјан Аврамовски. Бидејќи секогаш важеше за голем експерт. Американски човек. Човек на ЦИА. Линк меѓу македонските и американските служби. Знае англиски јазик? Мислам не, ама знаете што е интересно? На руски може да се разбира. Знаете тоа. што е интересно? Американската дипломатија и американското разузнавање никогаш не дозволуваат и нема да дозволат прво да коментираат прашања од сфера на безбедност внатре државни ситуации и нема и не се, како да ви кажам, не дозволуваат представување ако вие сте таков лик. Па кажете ми која држава во светот ги кажува агентите, нели, агентите на ЦИА. Ги знае некој? Епа како тогаш самопрогласените агенти зошто се прави тоа, Васко? Тоа е клучното прашање. Се прави фама. Правењето на фама и оставањето на впечаток дека еве ние сме моćните, ние имаме закрила. Па дали вие знаете колку работи се направени со такво лажно представување за дека американската амбасада и Кале стои зад нешто. Силјан Аврамовски е вклучен во истрагата за 27 април? Па ја мислам дека тој ја водеше. Тој водеше истрагата. Да. Супер. Можев туше некој братучет Знаете на Никола Груевски да избедите. Можевте некој братучет на Никола Груевски. Можевте и брат му да го ставите да ја води истрагата, значи. Па јас да можевте имав прилика, тогаш не беше притворен да го ставите да ја води истрагата за 27. Не прифаќам множина, затоа што знаете, сум се наоѓала милион пати во ситуација кога сите грешки што се нечии, се колективни. Успесите се индивидуални, а грешките се колективни, да. Грешките се колективни, а успесите се индивидуални. И затоа кога еве ми персирате и ми кажувате вие, добро, јас
Да, значи секој соговорник го почитувам. дефинитивно, но и во множина, алудирате на множината, на колективното. Јас да имав можност нешто да коригирав, како што се обидував да коригирам во многу сегменти, немаше ништо од ова да се случи. Временски, сигурно. Јас поднесов кривична пријава против Силјан Аврамовски. Знаете зошто? Не. Ама гледајте, вие Но што имате... поднесувате? Гледајте сега што е интересно. Значи, откривам дека човекот 3 години надвор од закон. По законот на Мијалков, не по законот за здравствено и пензиско осигурување. Наместо да замине во пензија мај 2014 година, тој си продолжува, замолува, пишува писмо до министерката преку директорот. Горданенко во све. Така, замолува да му дозволи да остане уште некое време на работа, пошто он имал Да заврши, активности да заврши. кои што не може ништо да се заврши без него таму. И Сашо Мијалков му става подпис во горен десен агол и министерката решението што го носи своето решение за 15 дена вика пупу не важи. Самата си го поништува своето решение и го остава на работа, надвор од сите законски прописи. Што се случува? Се донесува оној закон, продолжување. Ова како автобусот на Беса Транс. Не. Ова како автобусот на Беса Транс. Дозволи да ја завршам, Ајде. го завршам ова. Значи, се донесува оној закон за продолжување максимум уште 3 години и тој надвор од сите правила, мисли дека законот му важи и за него, си поднесува барања, министерката му одобрува, тој си добива решенија за заменик директор на Управа за безбедност и контраразузнавање. До 2017 година, значи он треба да се пензионира. Не само тоа што не се пензионира, се пензионира во ноември месец 2017. Туку во 2017 се ноември се пензионира. Туку во 2018, кога ние од собрание заедно со директорот и заменик директорот на УБК, тоа се Џони и Силјан, заминуваме на студиска работна посета во Женева, каде што ги правиме со дикав контурите на реформата, него во агендата му стои заменик директор на УБК. 18 година, а тој е пензионер. 2014 официјално, значи требал, 2017 3 години бенефиции, овластување што не смел да ги има. Но дискутабилно е следно. Дискутабилно е примената на овластувања после пензионирањето што ги има. Ги има овластувањата? Па ги има. Кој си Бростито? До животен? Па ги има. И знаете што е интересно? Учествува во една многу сериозна операција. Се ги читале оние мои пишувања околу спецкасата во УБК. Да. Значи, тоа е многу интересен случај. Никој не го отвара прашањето зашто биле употребени тие пари. Знаете вие дека има 13 операции, оперативни акции. Оперативни акции што се врв во оперативното работење на безбедносните служби, во кои што учествуваат и други институции. Јавно обвинителство, полиција, значи 13, значи? 13 на број, кои што никаде не фигурираат во никаква документација во рамките на Министерството за внатрешни работи, односно УБК. Како може да не функционира? Па не функционира, А пари се трошени? Се трошени од спецкаса. Па да, се трошени. Не само за обезбедување на Мијалков, туку и за мал милион други работи. Временски. Приказната за жолтото комбе. Точно е, постои жолто комбе? Не е жолто. Туку? Сребрено е. Постои? Постои. Стигне ли тоа сребрено комбе до земја членка на Европската унија? Не знам ни сколку земји има стигнато, но факт е дека јас поднесов кривична пријава. За сребреното комбе? За сребреното комбе ја поднесов кривичната пријава на 19. Овие се сериозни работи. Па да. За овие се губи глава, значи овие се сериозни работи, значи се демонтира прв пат во емисија вака јавно се демонтира режим. Да збориме реално.
И јас очекувам дека се. Па ја можам и за историја да ти зборам. Не, ама зашто? Па не, можам да зборам и за историја. Не можеме да збориме фини работи, Можеме. да им се додвориме. Дефинитивно, зашто? Па јас сум фина дама, Така е. можеме да На зборуваме. доле и коки да им се додвориме, на сите луѓе, дефинитивно, да имаме комоција во животот. Можам јас и за образование ви да Нели? ви зборам, и за труд и Така е. социјала, меѓутоа мојата професионална ориентација Па е јас ако безбедност. направам две емисии како ги фалам, доле коки режемот и така натаму, Може ќе бидам генерален директор на Македонска Дефини- радио телевизија. да. Нема никој проблем, нема Да. тука да се малтретирам, да правам Па емисии и јас нема да бидам во ваква состојба. со рекети, со боки 13 Ако реално не се зафаќам со овие машки горливи теми, зошто молчат медиумите? Јас не сум го објавила случајот. Зашто се корумпирани? Не, јас не сум го објавила случајот. Знаете зошто? 2019 година кога го открив случајот. Со сребрено комбе. Така е. Кога го открив случајот, односно кога го пријавија случајот, до членови на надзорно тело на собрание Го пријавот? го пријавуваат луѓе што работеле. Анонимно лице или познато? Па јас таа група сега не можам да ја откријам. Да, Знаете зошто? Јас водев многу преписки, дописки со антикорупцијска комисија, известив многу нивоа во државата. Ушеме само да кажеме, сребреното комбе е комбето од кое се врши или се врши дел на прислушкување, така? Значи, сребреното комбе е многу интересно, бидејќи содржи услови за инсталација на тактичка опрема, која што е во функција на пресретнување на телефонски и електронски комуникации без посредство на оператор. На базни станици. Односно лажна базна станица. Изиграва лажна базна станица и опфаќа радиус од некои 6 километри, ако се позиционира на едно место. Значи во радиус од 6 километри може да покрие се. Сигурно. Ако то стигнало до земји на Западна Европа. Па мислам дека шетало малку повеќе, да. И може да снима во радиус од 6 километри. За само јас не се извинувам, со малце. Да, импресија. Ја нешто мислам, да. Значи јас нешто сум слушал, ама не сум претпоставувал дека. То значи теоретски. Теоретски, не веламе дека се случило. Може комбето да оди во која некоја земја да земја Австрија. Не мора да е Австрија да ставиме, не знам, Луксембург. Така е. И да се паркира на 6 километри од собранието на Луксембург или на владата на Луксембург и без мобилен оператор да слуша. Се. И имел комуникација. Па има ли влез излез на граница? Има? Има. Има. И никој не одговара. Прашање е дали уште постои. Ако не е уништено. Па, гледате, никој не знае ни Миле Миленковски како летнал и како слетал. Да. И дали кој е тој слепиот патник што слетал, И ние летал. никако да го отвориме прашањето, а кој бил амбасадор на таа амбасада? Кога Миле Миленковски бил Ама дипломат. осте го Миле Миленковски, тука е граничната полиција и Да не бил другите амбасадорка служби. Кирката на Чешко Глишо, Знаете, кој е главен брифер на Никола Груевски. бидејќи отворивме многу сериозна Да, многу тема, сериозна тема. ова, Да, ова не е да. далеку од смешно е. Да, ова е сериозна Васко. тема, сериозна Прво, јас кога кажувам за оваа работа, прилично стравувам да не биде погрешно сватена. Секако кога ме нарече несреќа во Алфа. Се напиме кола. А да, се појавивте на Алфа. Да, и барам да ми се извиниш сега во Вие емисија. се појавивте на Алфа. Не, барам да ми се извиниш затоа што ме нарече онаа несреќа се појавила на Алфа ќе третираме како прашање, значи ќе ни избага, ќе третираме како прашање. Знам, бидејќи тебе дали сте Осте го прашањето. Дали сте кандидат на но Алфа ќе дојме за 10 минути. Ај сега ова почнеме клучно Ама за добро, за сребрно. и ти имаш интересни Ако ми кажете све, не да ви се извина, значи и торта ќе ви пратам, но треба све да кажете. Јас требаше да ти ги донесам документите. Да ги видиш. Донесовте се, дојдели Па со празни раце. Па се дојдели со празни раце во студио со новинар кој што ќе ве праша се. Сега гледај. Ајде. Ти ме покани со 25 прашања за председател. За
председател на Социјалдемократскиот сојуз. А не поставивме ни две прашања. Јас ќе инсистирам да ми ги поставиш. Ама нели јас ви реков дека јас не знам кога после првото прашање почнува разговорот, јас поставувам прашање за да како да има динамика интервјуто. Дефинитивно. Џабе ви праќам прашање кои нема да ви ги поставам. Не, јас ќе инсистирам затоа што ја не гледам тука што сум Добро, дефинитивно, па и ја не ми е ова мене концепт, јас можам еве во 44 прашања. Во шерифска јас мисля па 25. 40, па додадов ја 44, значи, Васко, не се ни 5 поставени. 2019 година, кога почна реформата на управата за безбедност и контраразузнавање. За Сребреното комбе ми кажете? Генерално за управата, за да дојдеме до комбето, бидејќи тогаш беа многу пријавени многу случаи. Знаете, вие кои ќе влезете во реформа, јас бев дел од владината комисија која што учествува во работната група за реформа на УБК. На маса седевме 25 луѓе. Саат и 8 минути разговараме, ке молам. Готово. Ке му тепат на монтажа саат и 8. Дайте немојте да го кратите овој дел. Ништо сконцентрирано да кажеме зашто саат и по 8 минути. Сега јас нема да ти замерам за некои гости 2 сати за историски теми зборуваме, сега за ова е дефинитивно нешто што мислам дека не само што е интересно да се слушне, туку ќе биде уште поинтересно да се праша после ова. Добиваме многу. Добиваме, бидејќи јас не сум единствениот член од Комисијата за надзор. Таму има и други мои колеги. Но јас се зафаќам со прашањата на разглобување на темите. Тука е случајот со Силјан Аврамовски, со пензионирањето. Ја поминав целата процедура. Бевме лажени на парламентарен надзор во простории на УБК под водство на Трајко Велјановски во јуни 2018 година. Па вие ми зборувате дека јас сум се појавила на Алфа да зборувам за нешто поврзано со АНБ, апропо тоа прашање што беше тогаш актуелно, истражители на АНБ. И јас во емисијата кажав тогаш. Две недели бевте за. Јас во емисија тога кажав дека зашо правиме муабет кога нас директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Горан Николовски, Силјан Аврамовски ни го представи како лице задолжено за операција. А тој немал никаков формално правен статус во работен однос на УБК. Тоа е една работа. Ни доаѓа случајот со комбето. Сребрено. Популарно жолто. Сребрено. Што се случува? Почетокот на почетокот на јуни 2019 година се прават тие интензивни активности. Јас поднесувам неколку кривични пријави, но бидејќи сме во фаза на ратификација на декларација за на резолуцијата на декларацијата за НАТО, чекавме да станеме членка на НАТО и така натаму, јас не сакав да го преземам ризикот и секако да наштетам на тој меѓународен процес. Дојдоа други избори председателски, дојдоа 2020 други избори, дојдоа локални избори 2021. И јас заклучив дека тој товар морам да го тргнам од себе. Направив известување до директорот на Агенција за национална безбедност и поднесов кривична пријава на работна средба со државниот јавен обвинител, која што средба траеше 2 часа. Љубомир Јовевски ја доби пријавата во хартија со целокупната документација, со дел од документацијата. Затоа што очекувам да соработувам со јавниот обвинител кој што ќе го работи случајот. 19 ноември 2000. Значи пред 20. Меѓу двата круга на локални избори. Значи имате средба со Љубомир Јовевски. Така, но не излегувам јавно затоа што оваа тема не е за медиуми и телевизија. Не за дали е за медиуми за телевизија. Дури јас мислам дека фактот што институциите молчат, јас имам комплетно право да ги изнесам јавно податоците. Но не сакам да се користа за ситна партиска, меѓупартиска дебата
за тоа кој што правел и што не правел. Римански. Правам дополнување на кривичната пријава со нови податоци, во кој што укажувам дека тоа комбе може да го напушти, да ја напушти територијата на државата, затоа што периодот од пријавување до реагирање на тоа тромо јавно обвинителство, некој ќе го искористи да уништи или да прикрие предмет и докази за кривично дело. Барав и инсистирав веднаш по брза постапка да се обезбеди возилото, го посочив и со локација, го посочив со се што треба да го знаат истражните органи. И направено ли е тоа? Јас поднесов барање да ме извести државниот јавен обвинител кој е јавниот обвинител што го работи случајот. Кој е јавниот обвинител? Немам информација. Немате информација. Немам информација. Да не ви изненадат со името. Па не, знаете, мене ништо не може да ми изненади. Веќе не може ништо. Не може да ме изненади, но би ме изненадило, бидејќи тоа го знае и господинот Јовевски, дека побарав од него државното јавно обвинителство, односно тој како главен државен јавен обвинител, да го распредели случајот на обвинител кој што не е од редовите на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Речи не од Вилма Русковска. Дефинитивно не. Реминска. Пошто времето не гаси. Вие сте председател на комисија за внатрешни работи, Максим Димитриевски е председател на комисија за одбрана. Така, 14-19. 19 година. Да, може, не, 19-18. Оливер Спасовски е координатор на двете комисии. Председател на директорат, така Директорат. велевме тоа во... Максим Димитриевски е надвор од СДСМ, колкото и да вели дека е член на СДСМ, со подршка на ВМРО ДПМН, а исклучен од СДСМ победо на локални избори во Кумано. Друга тема, но го нотираме како факт. Вас ви се случува аферата Рекет? Не Рекет, Меѓународен сојуз. Рекет не во рамки нели Димната завес, димната бомба, Фата Моргана. Така е. Да, откаде тоа се случува. Значи двата клучни играчи во комисиите, безбедностите ги нема. Кој ви елиминира во СДСМ? Кои ви се противници во СДСМ? Кои ви се непријатели? Непријатели може тежко збор. Кои се луѓето кои ви елиминират вас, Максим Димитриевски? Очигледно, видите, тука има ракопис. Значи не можеме да велиме дека тоа не е така, да стане глава под маса во песок и така натаму, но тука се случувало нешто. Битката за одбрана на режимот се случувала во СДСМ. Како вика Франко? 4 колони се трнати, но петата не чека во Мадрид. Така е. Го даде одговорот, Васко. Лесно си отцртуваат тие контури. Ако на тоа ги додадеме прашањата на овие чувствителни теми на кои што јас работев и се уште работам, не се предавам, моите конзистентни ставови се тие. Прашањата се за друга адреса. Кој не сака да ги има овие луѓе во Социјалдемократскиот сојуз? Јас мислам дека тука се прави најкатастрофалната грешка, зашто победничките шини на Социјалдемократскиот сојуз не е прикривањето на трагите од криминалот сторен од лицата од заробената држава, туку за фаќање со нивно решавање на тие случаи. Ако некој лично ги сваќа тие прашањата на криминалот, па сега зошто некој инсистира тоа да се отвори, да се решава, дали некој имал храброст, дали некој презел некоја обврска да не направи ништо по тоа прашање, тоа не е мој проблем. Но, ако некој лично го сваќа, тоа е веќе негов проблем. Доаѓаме веќе кон финалето и после доаѓаме кон партиските избори. Ви видите дека сте немале комуникација со Јордан Орца Камчев. Никогаш. И тој тоа го кажува во судскиот процес. Никогаш. Дека сте немале комуникација. Не само што не сме немале, не, ќе ви излажам. Јас еднаш се имам видено овака. Добро. Со Орце Камчев и тоа знаете кога? Кога се враќавме на релација Москва-Белград, Белград-Скопје, на 4 јули 2019 година,
Јас и Цветанка Иванова седевме Кандидатката. позади Кандидатката за член на Уставен суд. генералниот секретар на собранието. На собранието. Така, седевме зад еден познат лекар, хирург од Белград и господинот Јордан Орце Камчев во ист авион, но не се познаваме, немаме комуникација никаква. Јордан Орце Камчев е една од клучните личности. Јас сметам дека бугарското вето кореспондира со заладување на односите на Камчев со Заев и со македонската влада. Или со СДСМ. Има логика околу прашањата на нарушените дипломатски односи по однос на ова случување. Почесен конзул треба да биде, така. има одредени шпекулации, треба се продаде комерцијална банка, не се случи, доаѓа до одредено заладување на структурите и на односите помеѓу Бојко Борисов и СДСМ. Но некој го има доближено Камчев до СДСМ, ако вие не го познавате. А Камчев има комуникација, бидејќи се гледа од бомбите, дека има разговори. Извини, Васко, ама... Дали Радмила Шекеринска? Сега, ми го зема зборот, значи јас не сум другар со Јордан Орце Камчев. Јас знам дека другарката Радмила Шекеринска е долгогодишна пријателка. беше председател. Меѓу другото, Ла Верита слушавме дека, нели, ако веќе ги земаме сопрузите во уста, тогаш мојот сопруг не пиел винце и не јадел кашкавал. Не одел на фудбал, на Лига на шампиони. Не гледа фудбал. Не гледа фудбал. Среќа негова не гледа фудбал. Да. Но е главна тема. Но Радмила Шекеринска беше председател на Млади, а Јордан Орце Камчев беше подпредседател на СДСМ. Добро, тоа е од твое време, Васко. Тука се они малце, тука некоја генерација сме, тогаш Каролина Астерут, која е најблиска пријателка и соработничка на Радмила Шекеринска, е пуштена низ вода, не станува подпредседател за да стане Јордан Орце Камчев. Тоа се игрите дворски во СДСМ, вие ќе треба да станете председател на таа партија, сака да станете и sad треба да ги знаете. Да ги знаете ти. Знам и повеќе, само не за Радмила Шекеринска. Така. Го спојува Јордан Камчев со Зоран Заев? Тоа не знам, но знам дека го спојува со Катица Јанева. Радмила Шекеринска. Па гледате, јас тоа, знаете, сите прават емисии за Камчев, за Меѓународен сојуз, за рекет, но излезе една снимка. Да, една господја со витка на коса се гледа на фотографијата. Не знам дали е Шекеринска, но се гледа некоја господја. Сега треба да бидеме будали, да не знаеме дека господјата е таа. Прашана на тоа прашање зошто и како, даде одговор, мислам, долго време после тоа, дека се зборувало за законот за јавно обвинителство. Значи признава дека учествува. Може би е така, може би не е, но еве на пример, јас никогаш не сум зборувала со Катица Јанева на никакво прашање. Добро. А најмалку со Бојан Јовановски за закон за јавно обвинителство. Како влегува Бојан Јовановски во СДСМ? Или Боки 13? Значи не сакам да навлегувам во Меѓународен сојуз, се води постапка. И второ, сепак е еден сензитивен период кога вие се кандидирате за председател на СДСМ и не би сакал да ве денунцирам тука со нема знам, не сакате да влегувате во делот на навлекување на некаква... Знаете која ми е дилемата? Да. Ние разговараме веќе саат и 20 минути и вие предавате на Факултет за безбедност, сопругот ви е за тероризам во Агенција за национална безбедност, значи имате сериозна безбедносна култура. Како не можете да процените со таква сериозна безбедносна култура? Не го ставам во множина тој дел. Да. Гледајме мене. Како не можете да процените? Дека станува збор. Многу ми ќе речат шарлатан, јас не би го дефинирал како шарлатан. Јас тоа би го дефинирал како проект на режимот и на заробената држава. Јас тоа така го дефинирам. Тоа е како одреден патувачки куршум во наводници, метафорички кажано, да биде струшен секој обид преку специјално јавно обвинителство. Видите, па детето на Катица Јанева е вработено во адвокатска канцеларија која сега го брани Јордан Орце Камчев. Може би е случајност. Може би е чиста случајност.
Јас овие Но релации, Васко Како и вие овие... не можете да го процените и како заглавувате со Боки 13 или со... ама, гледайте, како со јас, цела тоа јас ке те- педигреја на јас ке безбедност на те- култура и знаење, ама, гледај. заглавувате со Боки 13? Значи, да заглавиш е да бидеш во нешто со некого. Добро, се води процес. Кирацовски изгледен од процесот. Значи, Вие сте се внатре во води процесот. процес затоа што некој одлучил мојот углед и авторитет да го стави на клупа, а да не стави некој друг авторитет и углед. Јас ќе се повторам. Кој авторитет? Реков. Кој авторитет? Значи, повторно ќе бидам коректна. Самиот рече дека ова е тема во овој период кој што не може Сензитивна. да се зборува. Не дека не може да Камчев се прати збори. порака. Јас реков вака. Камчев прати порака. Дозволи Васко. Ајде. Реков. Тој што има проблем да го види СДСМ во Фрусина на клупа, има сериозен проблем да го разбере Меѓународен сојуз. Што сакате да дека? Но, Дека преку Фросина Ременска му се суди на СДСМ? значи, не може да се суди ниту на Фросина Ременски. Се суди, во моментот има Точно судски да, процес, како не ниту може на да се... СДСМ затоа што таму нема случај. Не, конкретно Вас- прашам. Значи, вие сакате да кажете дека судејки на Фросина Ременска му се суди на СДСМ? Дефинитивно. Па знаете, Васко, јас ако кажам дека мои партиски другари, кои што биле функционери, кои што биле градоначалници, влегле во правно општење со Меѓународен сојуз, што не значи дека направиле кривично дело, бидејќи нема кривично дело во ниедна Добро. постапка. Како ви доаѓа Боки 13 у СДСМ? Значи, прашајте ги другите. Добро, вие го запозна... Некој ве запознава со него. Значи, јас го запознавам Бојан Јовановски во период кога завршува една сериозна дисциплинска постапка, додека бев министер за труд и социјална политика, Во техничката... техничката влада, кога заради проневерување, односно неовластено подпишување на 1440 решенија за одбивање на нега од страна на неовластено лице, зашто има кривична пријава, тој виновните ги обвинија пријавителите. Кога ги спасив од отказ, бидејќи постапката ја водеше државниот секретар во министерството, и тоа со класична полициска метода, и ова може и он да го потврди, затоа што му ги извадив 19 досиеа каде што требал да биде државен секретар, а не бил, тој се одлучи да го промени предлог решението што требаше јас да го потпишам, а тоа беше отказ на две жени, една албанка, една македонка, неколку години пред пензија. Јас подоцна од мојата шефица на кабинет, Значи, жените ја откриваат аферата ја откриваат аферата, и тие треба да добијат отказ. и тие треба да добијат отказ, а пријавата е од лицето кое што ја направило злоупотребата. Една од жените е мајка на... И јас Бојан дознавам Јовановски. после тоа од мојот шеф на кабинета тогаш дека дошол Бојан Јовановски во министерството да ми се заблагодари за тоа што не сум дозволила да неговата мајка остане на улица без работа. Значи тоа е 2016 година. Ременска. И Преку кого влегува Боки 13 или Бојан Јовановски во СДСМ? Бил на свадба, гледавме снимки. Пеел на свадба. ама знаеш Вие сте Васко, били на свадба. знаеш многу е Со Заев е снимен. знаете Значи, што е он интересно. би беше, што велат србите, радо виден гост Така е. на сите прослави И на знаете ја што зборувам кога зборувам за Бојан Јовановски и за сите овие епитети, на пример што се лепат, се сликала, се дружела со Не, вие бевте Меѓународен сојуз, вие не сте се сликали, вие сте биле институционално во одреден систем кај што тоа е. Не, ќе те коригирам, Васко. Значи, бевте председател на Меѓународен Не, Да. никако. Добро, што сте биле? Почесен член. Добро. Почесен член, без никакво Да формално ви се правна... заблагодари за мајка му. Тоа сакате да кажете? Не. Значи, почесен член е позиција која што се дава во организации на луѓе кои што имаат придонес во одредена сфера. Почесен член е и беше тогаш мојот
колега во парламент, подоцна градоначалник, сега кандидат и за политичка функција Стефан Богоев. Почесен член беше и актуелниот градоначалник на Струмица, Костадин Костадинов. Тој впрочем и прв го прима во општина Струмица во 2017 година. Почесни членови од таа ваша партија има излезено? Беше Чарлс Гарет почесен член, Илинка Митрева беше почесен член. Значи, почесното членство не значи формално правно одлучување во смисла на некакво општење. Фрусина Ременски, во споредба со, да кажеме, меморандумите што ги склучувале некои градоначалници, мои партиски другари, што не верувам дека направиле кривично дело, бидејќи ова за кое што мене ме судат не е кривично дело, углед и авторитет ми судат. Ме разбирате? Јас немам точка никаде во Меѓународен сојуз, во никаква облигација, во никаква преземена обврска. Знаете зошто велам дека тоа не е случај, Васко? Затоа што тоа требаше да изгледа како случај. Тоа е класични облигацијски односи. Тој предмет е исконструиран да биде димна завеса за рекет. Бидејќи се избегна прашањето за учество на политичари во рекет, мораше да се обезбеди она навивачка, да се задоволи навивачката. Кики-трики. Да се задоволи она платена пропаганда и разузнавачка операција. Кој сега постои? Која што и сега постои. Која експлодираше на локалните избори. Дефинитивно. Требаше да се задоволи, јас добив пиар обвинение. Знаете што е најинтересно? Дури ни овие оштетените што се водат во Меѓународен сојуз не се ни испрашани како оштетени, не добиле статус на оштетени. На суд не сведочат дека се оштетени. Силен Мицовски. Така е. Туку водат граѓански постапки во Основен суд Скопје 2. Ме разбирате? Тоа наводното на Вилма Русковска го докажува Јасна Ерцеговиќ со томови документација за сериозен проект. Па знаете што е најинтересно? Еве сега ме повлековте за збор. Пред некое време, пред 2-3 дена го слушам Стефче Јакимовски. Стефче Јакимовски го слушам. Истиот проект, значи верувам дека истиот проект по она што го гледам во образложенијата на Јасна пред суд и на овие архитектите кои што го вработеле, асистенти на архитектонски факултет, градежни инженери, правници. Тоа не е ништо наводно. Стефче Јакимовски се амбицира да направи такви 50 апартмани на локација на крајот на улицата Илинден, буквално локацијата која што во тој случај ја договарале со струшкиот бизнисмен и што не дојде до реализација со општина Карпош. Значи, сакам да кажам една работа. Тој случај беше креиран, Васко, не дозволи ми ова да го кажам. Тој случај беше креиран не за да се посочи некакво кривично правно делување на Фрусина Ременски. Знаете, јас кога ставав потписи, кога се тепав со режимот, без панцир, а кога некои мои партиски другари се криеа зад мене за да не загинат, нормално, нели, првоборците први гинат во такви битки, мене режимот не ме направи криминалец. Разбирате што сакам да кажам? Кога ги собираа за се и се што, за змејско око, шпиони, калдрми, што не. Таа сила знаеше дека Фрусина Ременски има интегритет. Не седи во ничи скут. Не е коруптивна личност. И знае како се работи по закон, односно знае да чита криминал. Во овој случај, што се случи? Исторениот играч на тој режим, Вилма Русковска, го отвори тефтерот, односно телефонот на Боки,
кој што сега не може да го прегледа, да го дочита, има, нема, што има се, што нема. Интересно и било што Фросина комуницирала за да седнеме, да се напиеме кафе, дојди да се видиме, чварките добри ли се? Добри ли се чварките? Тргниат го тој реп, цело време реп носиш, пошто нели ја не сум по модата. Он ви кажа? Да, но не ја интересирало комуникацијата со другите членови. Ме разбирате? Чварки ви дал по 14? Не, јас му однесов чварки, бидејќи сакаше чварки да јаде и тоа е нормално. Јас сум домакинка. Се гледа на него дека сакал чварки да јаде? Сега не се гледа, бидејќи мислам дека имаше некоја операција заради вака. Да. Зборот ми е следен, Васко. Значи, вие сте били пријатели, чварчења сте му носеле? Ама ја не го негирам тоа. Знаете, ја не сум лицемер човек, Васко. Јас денеска седам со вас, така? Утре не можам да речам дека не сум ве познавала ако вас нешто ви се случи. Ременски. Тоа не е одлика на Фросина Ременски. Никогаш, никого не сум поценила за тоа што нешто му се случило или за тоа што нешто не му се случило. И се кандидирате за лидер на СДС. Така е. И овие ваши партиски другари, кои меѓу редови ги кажавте? Кои се, што се... Па не сум ги кажала Меѓу сите експлицитно. Меѓу редови, добро. Затоа што јас држам до едно културно ниво до моментот додека не бидам, да кажеме, предизвикана да зборам многу отворено, но значи, сепак мислам дека другарството, дигнитетот е моја одлика, не е одлика... Во изминатите 30 години. Добро. Лидер на СДС бил Бранко Црвенковски. Така. Па 2004 година потпредседателот на СДСМ Владо Бучковски станува лидер на СДСМ и наследник на Бранко Црвенковски. Па 2006 година Радмила Шехеринска како потпредседател на СДСМ станува председател на СДСМ. Па 2008 година Зоран Заев како потпредседател на СДСМ е веде председател до доаѓање на Бранко Црвенковски. Па 2009 година станува Бранко Црвенковски. Па 2013 година Зоран Заев кој е потпредседател на СДСМ станува наследник на Бранко Црвенковски. Од сите овие потпредседатели, најтесно раководство, вие кои сте били, овие кои се сегашни, па имаме заменик председател Сања Лукаревска, па претходник заменик председател Радмила Шекаринска, Димитар Ковачевски, Таче, кој стана член неизвршен сега пред неколку месеци, тој не беше член на извршните комитети после... Не беше во состави кај што бев јас. После изборот на Зоран Заев на непосредно гласање. Не, новиот состав на централниот извршниот минатата година 2020 што ја го спомнав. Да. Значи Димитар Ковачевски Таче никош не бил потпредседател или висок функционер. Прв пат во историјата на СДСМ се фаворизира човек кој не бил дел на најтесните раководства да биде прв човек на партија. Тоа не е својствено за СДСМ, не е својствено безмалку за ниту една партија, знаете, во Република Македонија. Сега гледај, оваа хронологија ти многу добро ја владеш, бидејќи ја знаеш и историјата на партијата. Тоа ми е работа. Дефинитивно, да, ти си искусен аналитичар и тоа нормално дека го знаеш. Нема да кажеме преседани кога, да кажеме, и од позиција на министер некој може да биде кандидиран. Добро. Но ти вадиш логиката. Мислевме дека ќе биде Венко Филипче, па се случува модуларната болница. Мислевме дека ќе биде Лјупчо Николовски, па се случува некој тежок пораз на локални избори. Никој, ама се извинувам, никој... Јас реално не очекував да има еден... Не претпоставуваше дека Димитар Ковачевски Таче ќе биде така фаворизиран. Дека ќе биде така фаворизиран од лидерот. Со ништо не се насетуваше таква близина, таква комуникација, таква доверба, за да можете вие да гарантирате за некого. Тоа за мене е несватливо. Знаете што е богатство во целата работа? Но какво богатство? Не. Овде ако не изберете човек како што треба, знаете што е богатство? Ке ве растурат на следни избори. Што сме тројца кандидати. Ке ве растурат ако не најдете човек. Богатство е што имаме тројца кандидати. Ако не го фатите возот. Ама мене ме јасно. И автобусот кој го провалија. Ако не го фатите. Ако не стиснете кочница. Па подрачна да го вратите назад. И да стрните со 120 на сат. Не автобус, ово е воз.
Добро, автобус, како јас сакате зборувам дефинирате го. за Ако не успеете да го вратите шини. возот, На шини оди. ако не успеете да го вратите Да. возот, па ќе поклоните. Ајде да се вратиме таму кај што почнавме. Власта 2006 година велите во едно-две интервју била поклонета. И сега ли има процес да сама да ја поклони власта на ВМРО-ДПМН? Да го вратите режимот, не да не демонтирате. Не да не му направите демонтажа, туку да го вратите неоштетен режимот на власт во Република Македонија. Јас можам да зборувам за мојата решителност, за мојата конзистентност и за сето ова што до сега го зборувавме. Зборуваме точно за тоа кои се моите приоритети, не од вчера, не од денеска, туку цело време. Зошто се кандидирате? Значи, јас се кандидирам да победам, да победиме и да го подготвиме Социјалдемократскиот сојуз за победа. Да ги обединиме силите на храбрите, решителните, спремните и способните и непоколебливите, кои што знаат од каде треба да се почне. Треба да се почне од подзаборевената агенда од 2016 година, поврзана со демонтирање на системот, односно антисистемот. Системот на антисистемот. Само така можеме да ги исполниме очекувањата на нашите членови, кои што не секој бара нешто од партија. Не влегува Васко секој во партија секој од интерес. Сакаат да видат промена на матрицата. Ремински, пролонгиране рокот требаше да заврши во петок, пролонгиране до вечер, до недела, до 24 часот за пријавување на луѓе кои ќе гласат. Ама гледајте, тоа значи дека постои прво на брзање е направено. Знаете, ништо не се прави на брзање ако си беа скратени роковите, дефинитивно беа скратени рокови. Правите конгрес исти ден. Правите конгрес исти ден кој прави ВМРО-ДПМН. Значи дека некој сака на мала врата да го протни тој конгрес, председателот на тој конгрес, новиот председател, фаворитот на раководство и така натаму. Значи, ама Васко, јас не можам да ценам... Во брзање се... Гледај, јас не можам да Добро, ценам... Јас не можам да ценам зошто се донесени такви одлуки. Бидејќи јас не учествував во носење на одлуките. Вие одлучите да конкурирате. Јас одлучив и не размислував. Сигурно сте размислувале како сте можеле да не... Сигурно се седнеле, сте размислувале. Ама јас размислував додека не ја поднесов кандидатурата. Не реков дека ќе размислам за да размислам. Ремински, значи јас направив потек... Дали сакате да станете лидер на СДСМ, за да ви се зајакнат позициите во судскиот процес? Па нели процесите, нели судската власт е независна, политички независна? Колку имате пријави кон Кристијан Мицкоски, па се отфрлени, бидејќи е лидер на значи, опозицијата. Гледайте, лидер на опозиција во Македонија никогаш, Васко, е заштитен никогаш, како бела мечка. Верувај, никогаш не правам ништо заради нешто. Најмалку идејата за кандидирање ми е да ми се зајакне некоја позиција во судскиот процес. Која позиција да ми се зајакне? Мојата судскиот процес може да го зајакне СДСМ. Знаете како? Кога ќе прифати соодговорност за овие прашања. Кога нема да ги негираме нашите мерки од програмите што сме ги промовирале во делот на социјална заштита, поддршките што сме ги давале на невладините организации. Кога нема да мораме да се правиме слепи дека сите сме се фотографирале со Бојан Јовановски. Па Бојан Јовановски не е чума. Па гледајте го анимозитетот кој се направи. Ја не очекував од социјалдемократите да направат хомофобија. Ја очекував од демохристијаните хомофобијата да ја прават. Ние направивме олицетворение нели на злото. Кој? Бојан Јовановски и Катица Јанева. А овој, сега да не ги поистоветувам во таа силина на инсталација на режимот, едниот е профитер, другиот е челичната рака на тој режим, Сашо Мијалков, почна да ни се допаѓа, човече. Значи, јас се згрозував кога од мои партиски другари, луѓе припадници на Социјалдемократскиот сојуз, ми го шеруваа
сајтот на јавната личност Сашо Мијалков за да му ставам лаик. Дали сваќате што сакам да кажам? Значи, гледајте го изместувањето на перцепцијата. Каде треба да се гледа, а што треба да се заборава. Временска. И тоа е сериозен проблем. Колку порано не го свати тоа Што доби Социјалдемократскиот сојуз со случајот? Паролата сите се еднакви пред законот, Вилма Русковска да ја кажува. Па нема партиски член, нема граѓанин денеска што ќе ја прифати реториката дека професорката на факултет за безбедност Фросина Ташевска-Ремески, најжестокиот борец против режимот и против криминалот, што едуцира кадри за борба против организиран криминал и корупција, сторила нешто незаконски. Јас можам да ви гарантирам во моето професионално животно работење немам направено прекршок, а не па да се ставам во функција на некаква кривично правна активност. Но најголемата небулоза е следна. Кога вие ќе искреирате фата моргана случај, кое што претходно сте ја набилдале пропагандно, дека станува збор вау за некаков голем случај, и кој ќе боцнете како шпенагла, односно како кој ќе додадете мечка во циркус, ја немате, нели, мечката, па треба некој да биде мечката за да биде тој циркус голем, нормално да биде посетен, ставите еден политичар таму и кажувајте и фалете се дека сузбивате висока корупција. А во основа не знаат што е корупција. Временски. Ја мислам направивме одлично интервју. Имаме многу уште да збориме. Ќе имам уште едно интервју. За историја. И за историја, и за све што треба. Не ме праша И следно. за Ајва. Не ме праша следно. Зошто се појавите на Алфа? Тоа се го очекав, прашам. Дали сте вие кандидат посакуван за ВМРО ДПМН за еден лидер на СДСМ во Алфа? Значи сум бил директор година дена на Алфа. Не смел никој да се јави и да бара некој да гостува во Алфа, и тоа мене ми напри сериозни проблеми. Алфа стана после моето заменување, имаше, знаете, како дневен распоред кој ќе гостува тамо. И вас Алфа ве кани. Некаде пред 2 недели. Искра Коровешовска, новинарката, така. Нас вас Алфа ве кани. И вие се појавувате на Алфа без согласност. Од кого? Па согласност, тамо да се знае кој дава во Алфа сега, како е поставен системот. Не, ама И вие се појавувате таму. Па од веројатно кого? дал некој дал зелено светло, вие да се појавите. Прашањето е. Мене ми е прашањето дали мислите пак дека јас треба да барам дозвола од некого? Не, вие не барате, бара Алфа, вие да бидете поканите. Одлично. Дали ВМРО ДПМН дал зелено светло и вие сте посакуван лидер на СДСМ за ВМРО ДПМН? А слушавте ли што зборев на Алфа? Не слушнам, само видов. Па, знаете, јас една работа, Ремески, па можам да се дозволам и да не гледам нешто. Ама не, па, ама Васко, јас сум многу искрена. Многу лоши коментарите ми беа под статусот кај што најавив дека ќе гостувам. Знаете што јас кажав се што требаше таму да се каже. Многу неочекувани работи можеби за таму за да се слушнат. Поврзано и со некои актуелни теми. Меѓутоа реков следно: вие можете да се појавите и на CNN. Но ако не кажете ништо, џабе. Дали сте вие посакувано решение Најнепосакуваното на ВМРО ДПМН лидер на СДС? Најнепосакуваното. Знаете, ако Социјалдемократскиот сојуз во реториката вели дека посакува вакво нереформирано ВМРО, затоа што само така нели може да победува на следни избори, тогаш зошто да не мислам дека и ВМРО посакува вакво СДСМ? Тоа ми е тезата. Па ја не мислам дека на ВМРО ДПМН, па можам да кажам и на дел од структурите на Социјалдемократскиот сојуз, решителен човек за некои работи е посакувано лице за лидер. Саат и 47 минути. Тука ќе ставиме стоп. Фала многу. Многу среќа. Благодарам.
ако станете лидер на СДСМ, уште едно интервју кај што ќе кажеме уште многу работи, барем уште саат и пол, мислам дека има работи кои можеме да ги кажеме, бидејќи многу работи не кажавме. Дефинитивно. Во брзање не ги доразјаснивме до крај. Со задоволство. Многу И сега извинувањето за несреќата на Јас со живот, видите, јас со живот не се извинувам, мислам Не, да како мала шала, мислам дека тоа ти е поземен епитет. Може да позем, си го прочитал некаде таму, но како сакате, и да е, толкувате мислам го дека како да, извини, благодарам Васко на поканата, на Многу вистина среќа. убаво Многу среќа. интервју. Многу среќа се. Благодарам и на вас. Ова беше емисијата во Центар, интервју со Фросина Ременски. Веројатно, вовед во некое ново интервју кое би се случило после изборите во СДСМ, од кога ќе стане лидер на СДСМ или кога ќе завршат изборите во СДСМ. Изборите се на 12 декември, членството на СДСМ ќе избери нов лидер. Ќе видиме што ќе се случи таму во партијата. Партијата во моментот е во некој слободен пат. Дали тој слободен пат ќе застане, дали ќе запре, дали ќе изберат лидер кој ќе може да ја врати партијата на победнички колосек или да ја врати на победничките шини, како што вели Фросина Ременски, небитно. Темата на разговорот беше се и се што, а најмалку за СДСМ отворивме многу работи, многу ексклузивни работи. Се надам дека ви се допадне интервјуто, ако ви се допадне интервјуто, ново дружење, четврток 22 часот, до четврток од 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.